Благодарам, повелете прашање. Имаме ослободителни пресуди практично. Искрено се надевам дека никој од актерите кои што учествуваа во оваа партиски нарачана пресуда нема да го доживее тоа што го доживеа пратениците на Социјалдемократскиот сојуз и на парламентарното мнозинство на нивните работни места да бидат нападнати од толпа за да знаат дека ваквите пресуди кои што ги донесоа се криминал, срам и можеби еден од најцрните денови во историјата на македонското судство. Ќе продолжите и денес преговорите помеѓу партиите околу составот на новата влада и дали ќе се разговара околу министерските? Разговорите за состав на владата знаете дека перманентно трајат. Во моментот кога ќе имаме информација за споделба со јавноста ќе биде соодветно споделена. Дали денес ќе има работните групи или мандатарот ќе има средби со? Преговорите трајат на сите нивоа, тоа можете да го видите како и во текот на вчерашниот ден и во текот на денешниот ден сите активности кои што ќе се одвиваат ќе ги обелоденим. Има ли приближување на ставовите вчера и Беса беа за повторен нас? Мислам дека делот кој што се однесе на заокружување на принципите и начинот на функционирањето на новата влада полека се затвара, така што ќе влеземе во ефектуирање на разговорите околу составот на владата. Дали воопшто е доведено во прашање поддршката на Беса за владата до сега? Повторно велам, чим ќе биде било која информација зрела за споделување со јавноста, ќе ја споделиме. Вие сте сведоци и на изјавите и на председателот и мандатар Зоран Заев, меѓутоа и на представителите на политичките партии кои што го поддржаа мнозинството за состав на владата. Дали Заев ќе оди утре во Брисел? Председателот на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија Зоран Заев и мандатар за состав на владата доби лична покана од еврокомесарот Могерини за присуство на утрешната средба, која што најпрво ќе опфаќа билатерална средба помеѓу председателот Заев и еврокомесарот Могерини и потоа заедничката вечера со премиерите од регионот.